7 години мислам дека имам право да кажам дека легислативата не е решение на проблемите што се трупаат во медиумската сфера. Таа е елемент, меѓутоа за тој елемент да функционира потребна е и политичка култура и отворено општество и амбиент поволен за развој на медиумите и така натаму и така натаму. Но она што пред се е потребна е сериозна дебата и соочување на јавна сцена на аргументите на тие што сакаат или што тврдат дека сакаат да ги поправат проблемите со кои што се соочува медиумската заедница. И сега морам да направам едно сумирање на она што се случуваше на јавна сцена во овие неколку недели. Затоа што од тука се гледа на каде и на каков правец се движат работите. Прво имаме еден процес на фингирана отвореност во кој што се глуми дебата, во кој што луѓе кои што решиле да дадат кредибилитет на овој процес тврдат дека представуваат цели сегменти на новинарската заедница. Такво животно нема, ниту една од овие организации овдека што седи, а имат релативно поддршка во одреден дел од заедницата, не може во ниеден момент да тврди дека зад не застои заедницата. Затоа што новинарската и медиумската заедница е многу чудно животно, луѓето што работат таму се и суетни и паметни и не се откажуваат така лесно од своето мислење некој нив да ги представува. Во тој аспект мислам дека она што во моментов тече како дебата е чиста фингерајка. Еден од аргументите кои што ни се пласираше во таа фингерајка е дека ние мора да имаме закон за медиуми затоа што во цела Европа има закони за медиуми. Тоа е колеги на гола лажга. 4 земји имаат закони за медиуми кои што се опфатни во Унијата. Словенија, Италија, Маđарска, односно Унгарија и Хрватска кога ќе влезе ќе биде 5-тата. И не знам која беше, меѓутоа 4 се. При што само Унгарија, чувениот унгарски закон, прочен по тоа што и направи проблем на унгарската влада внатре во Европската унија заради гушењето на медиумските слободи, го има она решение што нам ни се нуди. Тоа е еден човек на чело на една агенција да види медиски цар и да одлучува за животот и смртта на целата медиумска заедница, опфаќајќи све. И интернет, и печат, и телевизија. Другите 3 држави имаат полиберални закони, при што Словенија исто така на неколку наврати била посочувана како проблем, особено во делот со јавниот сервис, особено во деловите на регулацијата на печатот, како проблематично дете внатре во Унијата. И ние денеска слушаме аргументи дека сите тоа го имаат. Не, го немаат сите. Ние можеме и не смееме да проголтаме таков тип налаги и да ги одмолчиме. Вториот проблем, што оди во линија на она и што Тамара и Насер го зборуваа, е дека вие можете да напишете на хартија буквално се. На крајот на краиштата и во уставот на Сталин пишувало дека има слобода на изразување, меѓутоа тоа не го направила СССР демократска држава. Она што суштествено отсуствува во решавањето на проблемите за кои што сите сме свесни, вклучително и владата, вклучително и интернационалниот фактор, е сериозна заедничка работа на чистење на проблемите на дневна основа, како што се појавуваат, и при тоа е потребна добра волја и доверба за да се действува во едно демократско општество на нормален начин. Кога имате ситуација во која што некој сака да наметне своја волја врз целокупна професија и врз целокупен медиумски сектор и при тоа користи секакви можности да го направи тоа, имаме проблем со довербата.
И тоа мислам дека беше споменато. Значи, ја би сакал да се концентрираме на тоа, на тамошниот тек на дебатата, зошто наеднаш нам од една традиција на регулирање само на радиодифузијата, која што своји основи влечи во незиниот физички карактер, фреквенциите и така натаму, наеднаш се соочуваме со концепт кој што сака да регулира се што може. Има ли потреба од таква работа? При што? Во таквата дебата би било фино малце да се завртиме кон себе и да видиме каде ние тоа потфрливме и како дозволивме да дојдеме во оваа ситуација, да трчаме сега за 60 дена да спречуваме комбањ. Затоа што сега имаме комбањ кој што од трета брзина префрли во втора и решене да изжнее се. Вие гледате дека во јавност од дебатите, односно кафињата со министерот Иво Ивановски, што одредени личности ги прават, излегуваат соопштенија дека ние го имаме најфантастичниот закон што ќе дојде во светот, најдобриот на цел свет, дека тој има неверојатна поддршка од сите, и така натаму, а внатре ние имаме грабање на цели сектори медиумски и ставање под капата на еден човек. И мене сериозно ме интересира кој ќе биде тој човек, толкав семојкен бог, кој што ќе може да пресудува кој е во, нели, кој си ги исполнува врските, кој не си ги исполнува и што тој треба да има за да проценува новинарски трудови, концепти на медиуми, медиумски системи и така натаму, не знам, јас не познавам таков човек во Македонија што е способен тоа да го направи, а веќе 10 години работиме на темава. Не би сакал да должам понатаму, би одел на оната подсета на оно што Газмен го рече. Не преюдицираме, нашите ставови ги кажав, меѓутоа ние не преюдицираме кој ќе биде излезното решение од оваа дебата. На крајот на краиштата, ако луѓето кои што работат мислат дека законите се патот кој што нив ќе им ја гарантира или ќе им ја донесе слободата и ќе им ја овозможи работата во професијата, така нека биде. Она што е битно, само сакам да напоменам за крај, дека ние имаме намера целиот процес да го тераме максимално инклузивно и од тој аспект денес го повикавме дури министерот да присуствува тука. Јас не го гледам во сала.